Почитувани гледачи, добро вечер. Часот е 20, а вие гледате Лудо шоу со Стефан Лазаров. Многу тајни, многу информации, но нема доволно одговори. Дали познатиот јутубер GP е заљубен? Дефинитивно неколку информации кои што протегаат низ градот во Скопје кажуваат едно, дека е заљубен. Новата песна Каде си? Открива многу тајни, но во исто време става во искушение. Дали вие, заедно со мене, вечерва ќе ја дознаеме тајната, ќе видим во наредните неколку минути. Размислувавме, дознавме, или пак се надеваме дека дознавме. GP е заљубен. Каде си? Кој? Зошто? Во кое време? Дали размислува во минато, или во идно, или во сегашно? GP го видовме на улица, во темници, гледаше нагоре во небото. Но дали GP е вистински заљубен? Ова прашање треба да ви интересира. Медиумите да дознаваат, телевизиите да горат, едноставно да видиме дали GP е заљубен. Зато денеска, заедно со вас, а вие со мене, а Бога ми и јас со вас, ќе се потрудиме да дадеме добра реакција, да го оцениме неговото пеење, да го оцениме неговиот став и токму по тие движења негови, да дознаеме дали GP е заљубен. Песната брои над 100.000 прегледи. Прва на трендинг. Тоа значи дека народот го интересира, но само еден човек во нашата држава може да дознае дали GP е заљубен. Да видиме. Загубен во овој свет, признавам некад го губам својот лет. Дотичниот GP дефинитивно размислува за некои тешки денови некои што поминал и мислам дека во оваа ситуација веќе дознаваме дека GP е заљубен. Сега зборува за минато време, но ќе оставам да судите вие заедно со мене во текот на песната. Да. Се осеќам го изродјам во ова време полно само со омраза. Вредности бегаат, денови летаат, луѓе околу тебе 300 фаци менјаат. Бев пон со среќа дека човек како тебе имав до мене. А сега каде си, зашто те нема денес до мене? Големо подобрување во неговите вокални способности, дефинитивно се подобрило од тој момент кога го коментирав и кога сите вие направивте од тоа реакција и дефинитивно искористите моментот да го буднете најдобриот јутубер во Македонија. Тоа е еден од најдобрите јутубери во Македонија. Тоа видео беше од неговата песна. Како беше таа песна? Со тебе најдобро е. Од песната Со тебе најдобро е дефинитивно, луѓе мои, можеме да забележиме дека во тајните прелази на Кале GP вежбал, GP се трудел и бек вокалите ги подобрил и дефинитивно мелодијата која што има веќе звучи на нешто. Но ајде да видиме тоа што го баравме на почетокот, односно дали GP е заљубен. Тајната се уште не е откриена. Да видиме. Каде те снема бе од овој свет? Доста шанси дав ја, сите џабе пропадна. Одлично звучи. Морам да признам. Ми се допаѓа. Ова веќе звучи на нешто. Во таа песна Со тебе најдобро е, ништо не беше најдобро. Но одиме понатаму. Сега каде си, каде те снема бе од овој свет? Се што е тука е, за некој работи едноставно нема назад, ја тоа го знам. Само криво ми е после се што направив за нас. Ти мене вака да ми се понашаш. Дели ти е срам, каде беше ти кога ми требаше? Зарем заслужив цена ти да ставаш на мене? Можда се... Тука веќе тајните на македонската империја се дознаваат заради тоа што GP зборува за минато време.
Минатото време мислам дека предиспозициите на оваа песна кажуваат дека се датираат од далечната 2019 година. Од тогаш GP може би имал девојка која што била црна или плава. Не знаеме се уште, но оваа црно-бела слика асоцира на нешто. Вие треба да го дознаете тоа заедно со мене, затоа во денешната емисија имаме уште половина од песната, а јас мислам дека на крајот ќе дознаеме доколку песната е во боја. Тогаш девојката би требало да биде плава, но со црни прамени. Но да видиме. Пак е по-добро што не си веќе до мене. Само кажи ми каде си, зашто? Приметувате, игра со боја. Во еден момент е црно-бела, во другот има боја. Тука некако GP сака да каже дека таа девојка која што му го земала срцето е шатирана. Тие дефинитивно моменти треба. Се извинувам, прегледачи. Нормално е да имате дистракција од публиката, затоа мораме да се посветиме и да се фокусираме на тоа што е денеска. Тајната дали GP е заљубен се уште трае, а вие сте на вашите места. Останете таму, продолжуваме. Единствен работа која што ја приметувам во песнава е дека GP прави фаци во стилот на вака. Мислам дека карантинот влијаел на него. Тоалетната хартија се трошила, а премногу какал. Кога какал се напнувал, затоа правил многу вака. Но, она што е добро, GP го искористил времето кое што го има и додека се туширал, пеел, затоа што многу се подобрил. Но, ќе му посакам многу среќа во тоалетната хартија, заедно со тоалетната хартија, кога треба да кака и да влезе заедно во машината за перење, нешто за да искористите, да може да бидете многу добри. Продолжуваме. Каде те снема бе од овој свет? Доста шанси дадов ја, сите џабе пропадна. Сега каде си, каде те снема бе од овој свет? Каде те снема од овој свет? Што треба тоа да значи? Дали може би GP ја убил? Или може би таа се самоубила? Или едноставно зборува хипотетички или како метафора? И едноставно таа го изгубила, односно тој ја изгубил и незиното срце. Затоа таа повеќе не е во овој свет. Вие треба тоа да го пишете во коментар. Што мислите? Дали GP е заљубен? Дали GP имал девојка која што била црна или пак плава? Може би тоа ќе го дознаеме во денешната епизода или ќе посветиме неколку епизоди на најпознатиот јутубер во Македонија. Дали може би се извршило некакво убиство или пак раскинување во тајните одеи на Султан Сулеман, каде што GP престојувал некое време. Не знаеме, но ајде да видиме од песната. Не знам кое зло те зема тебе, светов беше цел наш, заедно ти со мене се надева. Светот беше цел наш. Свет може да биде ваш само ако си во одеите на Султан Сулеман. Дефинитивно има некакво поврзување со Ердоган и Турција. Тука веќе ја наоѓаме мистеријата, но ајде. Само среќа ке те прати, извини ме си одам и затварам мои врати, но фало ти што ме научи си да Затварам мои врати. Тука сака да асоцира на одаите. работи што ги заклучив, мене вака да ме газат, никад не се враќам назад. Сакај го најмногу у себе, цени се околу тебе, на доброто враќај дупло, срцето полна љубов. А сега каде си, зашто те... Тука веќе мистеријата се решава. Балкон. Одаите на Султан Сулеман биле препознатливи по својот балкон. Дали се сеќавате, во 1001 ног, кога Хурем Султан излезе кај грмотевиците, тука некаде веќе се спојува девојката со шатираната коса. GP имал девојка со шатирана коса која што претендирала да биде во одаите на Султан Сулеман, но Султан Сулеман не сакал да ја има, затоа земал GP. И во тој момент таа разочарана од тоа што Султан Сулеман не ја пружил љубов, го изневерила GP, а во тој момент GP му се скршило срцето. Но ајде да видиме до крај што се случува. Сумираме, што го знам од оваа емисија. Песната е одлична, текстот е одличен.
Kun se potrudil sa dobar mix master zajedno sa GP, a i videото je dobro napraveno od moj drugar Darko Jovanovski Kitot. GP definitivno posveta внимание на ova pesma i mi se dopaѓа, no тајната дали е откриена? Дали GP е залюбен вистински? Дали зборува за минато време кое што јас директно мислам дека е така, зборува за одаите на Султан Сулеман. Султан Сулеман ја земал Хурем, а која девојка ја земал GP? Дали е шатирана, дали е плава, дали е црна? Тоа ќе го оставам вие да го судите во коментарите. Мене ми се допадна оваа песна, GP е многу напреднал на музички план, а јас се надевам дека следната ќе му биде љубовна, но во позитивна смисла. GP, чувај се, а вие ставете лайк и subscribe. Се надам дека ви се допадна и оваа емисија, а дали ќе има уште тајни кои ќе ги решаваме на ваков начин, вие ќе го кажете тоа. Чао, чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just